Може би некому ќе звучи малку претенциозно со фанфарите. Меѓутоа, секогаш сакаме да дадеме на значење на нешто што е вредно, нешто што е традиционално, нешто што веќе десетина години се случува во нашиот град, а тоа е еден културен настан, една манифестација која се вика Кавадаречка културна есен и која е во организација на културните институции, Домот на културата, Музеј, галеријата и библиотеката и во соработка и соорганизација и покровителство на градоначалникот и советот на општина Кавадарци. Значи, еве, вечерва даваме еден белек, еден свечен почеток на таа културна манифестација за 2018 година. Јас би сакал само накратко да кажам дека во овие 2 месеца што следуваат до средината негде на декември месец 2018, кавадаречката публика ќе има прилика да проследи настани од сите културни дејности. На отварањето на Кавадаречката културна есен, јас барем лично втор пат се среќавам со Душан Коцев, инаку председател на Друштвото на ликовни уметници од Радовиш и воедно председател на организациониот одбор на Меѓународната Радовишка ликовна колонија. Што тоа ни донесовте од Радовиш година? Пред се, добро вечер до гледачите на Кавадаречката телевизија. Ми представува посебно задоволство затоа што еве по втор пат сме гости во Кавадарци и тоа со уметничките дела кои всушност се создадени на последната Меѓународна Радовишка ликовна колонија Свети Ѓорги 2018 година. Ми представува посебно задоволство еве што кавадаречката публика на овие прекрасни уметнички дела, токму јас заедно со овие прекрасни дела ќе бидеме представени оваа вечер во Кавадарци, а пред се ми представува огромно задоволство затоа што еве денеска како проект Кавадаречка културна есен токму ќе биде отварањето со нашите дела од Третата Меѓународна Радовишка ликовна колонија Свети Ѓорги. Во моментов се присутни во оваа прекрасна галерија 32 дела, кои 32 дела се всушност застапени 17 ликовни уметници, кои всушност беа и самите учесници на Третата Меѓународна Радовишка ликовна колонија. Значи имаме учесници од Македонија, од Србија, Црна Гора, Монголија, Бугарија, што беа присутни и твореа во прекрасниот амбиент во манастирскиот комплекс Свети Ѓорги во непосредна близина од 6 километри до Радовиш. Забележав и едно од делата на Владимир Темков, сакам да кажам и од Кавадар. Да, затоа што оваа година Владимир Темков беше исто така учесник од Кавадарци. Ми представува посебно задоволство затоа што Владимир Темков веќе по втор пат е учесник на нашата колонија, беше учесник на првата, еве и на третата. И ми представува посебно задоволство затоа што еве денес и овде сме негови гости и ваши гости. Предпоставувам дека продолжува трендот на Радовишката колонија од година во година се помасовно и се поквалитетно. Да, така е, се сложувам со вас. Ние се трудиме како организатори да еве и нашата колонија секоја година добива во квалитет и се надевам дека во тоа и ќе успеаме. Кажеме само за крај, каде се прошета делата на уметниците што беа на Радовишката ликовна колонија? Па да ви кажам дека еве Кавадарци, стартот на промоцијата на Третата Меѓународна ликовна колонија, Кавадарци е второ место
значи прв пат беше представено во Радовиш, сега во Кавадарци, значи потоа 6 ноември како ден на ослободувањето на Радовиш, повторно овие дела ќе бидат присутни во Радовиш, после имаме закажано значи изложба во Скопје, во Пробиштип и најверојатно уште неколку градови во Македонија. Јас се надам ќе се видиме и следната година со делот од 4-та Радовишка колонија. Па се надевам и јас и мислам дека оваа соработка со Кавадарци ќе биде. Во рамките на отварањето на Кавадаречката културна есен, два настани, дуплекс. Поминавме со отварањето на ликовната колонија, односно сликите од ликовната Радовишка колонија, а вториот настан вечерва е всушност целовечерен блуз концерт, и тоа ќе го нагласам, блуз. Игор Станоевски или Игимен Трио. Да. Зошто конкретно блуз? Па тоа да ти кажам искрено, уште од најмала возраст искочи дека ми е страст и обсесија, уште на рани години ми стана и не само музика, него е елемент кој што може да се најде во секој жанр и стил на музика. Знаете, и како филинг и како петатонска скала нотално, така да е многу близок и како ритам е блузот музика во ритам на човечкото срце, така да е се присутен. Има одредени музичари кои што ги се обидуваш да ги свириш или онака шо ќе ти дојде при рака? Па се обидувам да свирам све што можам, да ти кажам искрено. Од каде соработкава со овие нашиве, со Фиш? Па јас сум долго време во Кавадарци присутен и како гостин со пријатели и со ликовни уметници, колеги и така натаму. И имав престој тука од повеќе месеци, да мој пријател имаше клуб кој што се викаше Екзел и со Перо Фиш многу често таму кога нема никој идевме, джемавме помалку и прерасна тоа у трио проект наскоро. Што може да очекуваме тоа наскоро нешто? Па наскоро треба да очекувате да издадеме едно издание уживо со Гоце Стивковски у Power Trio и ќе имаме една промоција у Скопје, може да направиме у Кавадарци секако една. Пак ќе се вратам оние твои почетоци. Спомна дека од најрана возраст свириш блуз. Да, директно со блуз почнав. Само блуз, стриктно блуз или знаеш да залуташ и во некои други правци? Не, ја развивам оваков широк опус на форми, на овакво на музички правци. Од дете имам цел албум неснимени симфорок, песни материјал авторски. Меѓутоа блузот некако секогаш е нешто кое што е темел и основа и околу кој што ги вртам репертоарите, барем за клубски настапи и тако дале. А за снимање снимам многу различни типови на музички песни, знаеш. Вечерва беше најавено Игимен Трио, меѓутоа Игимен Трио со гостинка. Да, имаме гостинка на вокал, Рената,